домашни села, чрез инспекция чиста, е 17. Ако математиката не е лъжа, трябва да се 26% от 100%. Това значи дека ние денеска во овој извештај разгледуваме изпълнување на обврската на јавното предпријатие Комуналец према 26% од општина Битола. Што станува со остатокот од целата? За тоа е клучната разлика и за тоа ние овде зборуваме. Над 74% остануваат непокриени од територијата на општина Битола. За тоа треба механизација. За таа механизација требаат пари. А ние како општина Битола најверојатно за ова работа немаме пари. После 12 години поминати на власт на ДПМН на локално ниво и над 250 милиони евра потрошени пари, ние немаме пари, покриваме само 26% од територијата на општина Битола. Вие убаво кажавте дека ги изчистивте дивите депонии во тие села. Супер! Прашањето е зошто настанале тие депонии. Тие депонии настанале затоа што тие луѓе нема каде да го депонираат отпадот. Значи тоа е привремено санирање на проблемот. Проблемот не е трајно решен. Тие луѓе и денес го депонираат своето ѓубре, на истите места, на истите депонии, вие каде што ги чистите затоа што не вршите собирање на тој отпад. Вака како што е поставена работа. Сега според извештајот од 2015, што е супер убаво. А тој се однесува на програмата од 2015, која што кога зборувавме за програмата на јавното предпријатие Комуналец за 2016, кажавме дека е копи-пейст, иста програма. Ние година во овој период кој ќе се разговара за завршената сметка извештајот за работа за 2016, нема да имаме никакви поинакви резултати. Затоа што немаме дополнителни финансиски средства кои што ќе влезат, со кои што ќе се набави механизација, со кои што ќе може да се покрие остатокот од над 70% непокриена територија на општина Битола. И сега ние зборуваме дека било чисто, никогаш не било почисто. Фактот е, со тие пари кои што ги има, со тие пари кои што се работи од јавното предпријатие Комуналец, се чистат 3 до 4 парка од градското подрачје и се одржува на едно минимумно ниво јавната хигиена. Дали во 21 век ние треба да зборуваме за диви депонии кои што ги чистиме, за кои што утре ќе треба да настапат нови дополнителни трошоци повторно за чистење. Ние не го решихме тој проблем. Проблемот е суштински. Ние овде само зборуваме за реализација на нешто кое што било завршено и нешто што ни кажува насока на движење како се одвиваат работите во наредната година. Наспротив тоа, имаме дополнителни обтоварувања во буџетот, за кои што не знаеме колкави се, а се однесуваат до Спицерскино, не знаеме какви обврски презема јавното предпријатие Комуналец, а со овие средства кои што ги има, констатиравме дека покрива само 26% од територијата на општина Битола. И колешка Карабашевска, да, 26% се изчистени во општина Битола. Тоа е според изјавата на директорот на јавното предпријатие, а за остатокот ќе мога да ми кажете како мислите да најдете пари.